Добро вечер. Недела 22 часот. Редовен термин за емисија во Центар или редовен термин за политичка анализа во Центар. Трета политичка анализа, првата беше понеделник 21 часот, втората петок 22 часот и вечерва редовен термин недела 22 часот. Уште 3 или 4 политички анализи ќе имаме до крајот на овој месец и на 27 септември или на 4 октомври почнува официјално новата сезона на емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вие сте на вистинското место, останете со нас, станете 35-40 минути, сигурно нема да зажалите. Што се случува во ВМРО ДПМН? Тоа е тема на вечерашната емисија. Значи, што се случува во ВМРО ДПМН? Се случува одредена агонија на која не и се гледа крајот, бидејќи членовите на ВМРО ДПМН милуваат и сакаат да го цитира Даме Груев. Во моментот им се случува Даме Груев, односно избират помеѓу ужас без крај и ужасен крај. Многу на членови на ВМРО ДПМН ми се јавуваат и велат дека се изненадени од недостоинствениот начин на кој Христијан Мицковски ќе се замени или ќе остане на чело на партијата, дека тоа не можеле да го видат. Не е точно. Само слеп човек тоа не можеше да го види. Вие не сакавте тоа да го видите, бидејќи очекувавте дека ќе победите, а не дека не можевте тоа да го видите. Можевте и одбравте да не го гледате. Затоа се случува ова што сега се случува, една агонија на која не и се гледа крајот. Се ви беше на време кажано, почитувани гледачи, дека станува збор за човек, односно за лидер, кој нема лидерски капацитет и кој има промашено стратегијата. Со така промашена стратегија нема шанса да победи на изборите. Станува збор за човек, односно за лидер со ограничени политички, интелектуални и, што е најбитно, со ограничени психолошки капацитети. Таков човек не може да води партија од форматот на ВМРО ДПМН. На вака недостоинствен начин ниту Владо Бучковски не сакаше да остане, ниту пак заминуваше од кормилото на СДСМ. Владо Бучковски барем направи пријатели на Балканскиот полуостров и во рамки на Европската унија. Се обиде да остане на чело на СДСМ. Се тетеравеше, се бореше, се тепаше, го продаваше, сама правеше криминали, не воеше дека заеднички ќе го славиме 2 август, односно Илинден со бугарите. На крајот сепак распиша конгрес, се бореше на тој конгрес во МНТ и изгуби на тој конгрес. На негово место дојде Радмила Шекеринска. 5 години после падот од челното место на СДСМ Владо Бучковски плукаше по Бранко Царенковски. Правеше салата од Бранко Царенковски. Овој брутално му се реваншираше 2011 година на конгресот во Александар Палас, кога овој плачеше и молеше да се најде на пратеничките листи, бидејќи му беше неопходен тој пратенички имунитет за да се спаси од тоа судење за тенковските делови. Значи, велам, плюкаше и маваше и салата го правеше Бранко Царенковски и брутално му се реваншираше и не го стави на пратеничките листи на изборите 2011 година. Еден Мило Ѓукановиќ, кој е власт во Црна Гора 30 години, кој има милиарди и милиарди направено, кој има криминали и криминали направено, на кој главата му виси на колец ако не остане на власт во Црна Гора, кој ги има пензионирано и Слободан Милошевиќ, и Зоран Џинџич, и Војслав Коштуница, и Борис Тадич, собра сили по изборната вечер се јави и им честиташе на победниците. Значи, собра сили еден Мило Ѓукановиќ кој е гранде политичка звезда, гранде политичка фигура за Христијан Мицковски, собра сили и после завршување на изборите им честиташе на победниците. Патем речено, партијата на Мило Ѓукановиќ победи на изборите во Црна Гора, освои 30 партенички мандати. Втората партија, значи партијата веднаш која е рангирана после партијата на Мило Ѓукановиќ, освои 27 мандати. Меѓутоа Мило Ѓукановиќ поради еден пратеник може да формира, односно не може да формира влада. Има 40 пратеници, му беа потребни 41 пратеник да може да формира новата црногорска влада. Меѓутоа не му падна на памет да излезе и да тропа дека ако не се гласовите или мандатите на Абазовиќ, дека тој е победник на изборите. Како што овој тропа веќе 2 месеци дека ако не се гласовите на Беса, тој бил победник на парламентарните избори на 15 јули. Овој немаше храброст да излезе и да честита победа. Го снема на изборната вечер. Требаше да излезе тато да даде изјава и да им честита на победниците, а него само да го допиши на таа изјава. Како што тато ги пишува учебниците и него само го допишува. Всушност, требаше некој да собери храброст и во негово име да излезе и да честита победа на изборната вечер на 15 јули. Прв пат во последните 30 години, од кога е воведен повеќе партискиот систем во Република Македонија, лидер на едно од двете најмокни или најголеми партии во Република Македонија не излезе да честита победа на противникот, не излезе да им се заблагодари на членовите и на луѓето кои гласа за неговата политичка партија. Бранко Црвенковски едва и стоеше после локалните избори 2013 година. Едва и стоеше на нозе, се дотркала
до пултот и им честиташе победа. Да не говорам 98 година кога излезе во она црна ролка и му честиташе победа на Лјупчо Ѓорѓевски. Ово е првиот лидер на политичка партија, првиот лидер на една од двете најмокни политички партии, кој на изборната вечер не само што не му честиташе победа на политичкиот противник, туку не им се заблагодари ниту на сопствените членови и на луѓето кои гласаа за него и за неговата партија. И што прави? Излегува другиот ден, држи пресконференција и почнува да прави весела математика. Прави весела математика од типот: ако не биле гласовите на Беса, тој ќе победил на изборите. Значи не е губитник, не ги има изгубено изборите, не ги има промашено политичките проценки и лагите кои им ги даваше на своите членови симпатизери дека ќе има 12 мандати повеќе во споредба со СДСМ, туку според неговата весела математика, ако не биле гласовите на Беса, тој бил победник на парламентарните избори на 15 јули. Па што не победи во четвртата изборна единица? Тамо нема гласови на Беса. Што не победи во петтата изборна единица? Што не победи во првата изборна единица? Што не беше носител на листата во четвртата изборна единица, па да победиш на таа листа без гласовите на Беса? Внимавајте, станува збор за партијата ВМРО ДПМН. Партијата која е наследничка на историското ВМРО. Лидери на таа партија биле Тодор Александров и Ванчо Михајлов. Ние можеме да дебатираме дали биле бугари или биле македонци, но биле мажишта. Не се криеле за тато. Не чекале тато да напише книга, него да го потпише. Не чекале некој друг на изборната вечер да признае пораз на политичкиот противник. Гледате, овој дури не излагани на избори. Се плаши да излезе да носи изборна листа, бидејќи се плаши од изборен пораз и глуми дека е некој шпицен кандидат. И вие после ме убедувате дека требало да му дадам подршка на овој човек, кој се уште во мозокот е асистент на тато да биде иден премиер на Република Македонија. Погледнете го Лјупчо Ѓорѓевски или изборната и политичка траекторија на Лјупчо Ѓорѓевски. Победува на изборите 1990 година. Ги бойкотира изборите или вториот круг на изборите 1994 година. Победува на локалните избори во Скопје 1996 година и има спектакуларна победа на изборите 1998 година. Ги губи изборите 2002 година, 2003 година поднесе оставка и се заминува челната позиција на ВМРО ДПМН. Што да кажам за Никола Груевски? 9 или 10 последователни победи како лидер на ВМРО ДПМН. 2006 година победува на парламентарни избори. 2008 година победува на предвремени парламентарни избори. 2009 година победува на локални и на претседателски избори. 2013 година победува на локални избори. 2011 година победува на парламентарни избори. 2014 година победува на предвремени парламентарни и претседателски избори. 2016 година победува, но не формира влада, на парламентарни избори. Има единствен пораз на локални избори 2017 година, си дава оставка и си заминува челната позиција на ВМРО ДПМН. Ова има два тешки порази на изборите 2017 година. Прво е носител на листата на ВМРО ДПМН во градот Скопје, како втора таа 2017 година е генерален секретар и главен оперативен играч за спроведување на изборите во рамки на ВМРО ДПМН. 2019 година ги губи претседателските избори, 2020 година ги губи парламентарните избори. Ако не му го сметаме поразот на референдумот 2018 година, кога глумеше ни риба ни девојка, кога беше ни вода ни киселина, тој има 4 изборни порази и не размислува да се повлече челното место на ВМРО ДПМН. Лјупчо Ѓорѓевски, Никола Груевски не чека некој да ги брка. После првиот изборен пораз, достоинствено, со крената глава, си замина од ВМРО ДПМН. И сега што прави? Ги лажи своите гласачи симпатизери дека ќе го победил СДСМ на рати. Односно, нема тој да победува на рати, туку дека СДСМ ќе паѓа на рати. Пред 2 години, кога беше приведување на членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Димитар Димовски, излезе и рече дека не очекува трка на 100 метри, туку им ветува на своите гласачи, на своите симпатизери дека ова ќе биде маратон, но тој ќе победи на крајот на маратон. Колку треба да е долг тој маратон? Колку рати треба да му дадат или да му возможи членовите или гласачите на ВМРО ДПМН? Маратонот ќе биде 42 км или ќе биде 500 км? Ќе има 10 или 15 рати? На колку рати планира да го победи СДСМ? Мислите дека членството ќе му дозволи на едно 50 рати тој да победува и некаде по 20 години да стане премиер на македонската влада? Не сум сигурен, почитани гледачи. Човекот не го гласат во неговото мало. Комшиите не гласат за него. Губи на своето избирачко место. Отиде да биде шпицен кандидат, бидејќи се плашеше да биде носител во некоја изборна единица, да носи некоја изборна листа, бидејќи се плашеше од пораз. Тоа е филозофијата на шпицен кандидат. Да нема одговорност. Се плашеше човекот да носи листа во единицата, листа во четворката, бидејќи знаеше дека народот ќе оказне и дека психолошки не може да издржи уште еднаш, по 5 или по 6 пат да биде поразен од Зоран Заев.
Кој е тој проблем да се соочите со реалноста? Прво ги лажеше гласачите и симпатизерите дека ќе победи со 12 мандати разлика. Подосна велеше дека ако не се гласовите на Беса, тој ќе победил. Па доби мандат од Централниот комитет да формира влада. Па не формираше влада и сега вели ќе победува на рати. Кој е тој проблем да се соочи со реалноста? Христијан Мицкоски, ти ги изгуби изборите. Ги изгуби 4 избори последователно, кога си или генерален секретар или председател на партијата. Тоа е реалноста. Крајно време е да се соочи со таа реалност. И сега оди и им кажува на своите симпатизери, на своите гласачи, всушност им соопштува преку медиумите, бидејќи има проблем да се соочи со нив во некој реален свет или во некој реален живот, дека ќе победува на рати. На какви рати ќе победиш? По 1000 евра да им плаќаш на гласачите нема да гласаат за тебе, бидејќи гласачите го гледаат тоа што ти не можеш да го видиш, дека има многу страв кај тебе, дека кај тебе има премногу страв и многу малку харизма. Тоа е комбинација која води само кон изборни порази. Многу страв и малку лидерска харизма. И сега ќе го остават како гирица да се прпелка на тивка скара. Ќе шета сам поводно, ќе го трошат. Со бодигардови ќе ја чува Белата палата. Кој ужасен крај. Кој ужасен и недостоинствен крај на една лидерска кариера на чело на ВМРО ДПМН. Може и да остане лидер. Може би и да победи на некои избори по некоја година. Меѓутоа вакво недостоинствено однесување на лидер на една од двете најмокни политички партии не е видено последните 30 години во Република Македонија, а мислам ниту во македонската повеќе партиска историја или комунистичка историја. Излага Ивица Коневски, поранешниот градоначалник на општина Аеродром, држи пресконференција или пише Facebook статус и му вели Христијан Мицкоски, ти ги изгуби изборите и треба да се повлечеш од лидерската позиција. И му ги пуштат партиските ботови. Го прават салата Ивица Коневски, бидејќи ги изгубил изборите 2017 година, односно ги изгубил локалните избори 2017 година. Излегува Борче Стамов, поранешниот градоначалник на општина Дојран, и тој му бара оставка и него му ги пуштат партиските ботови и него го прават салата, бидејќи ги изгуби локалните избори во општина Дојран 2017 година. А што направи Коце Трајановски? Ги доби или ги изгуби изборите 2017 година во градот Скопје? Ги изгуби и тоа катастрофално ги изгуби изборите од Петре Шелегов во Скопје 2017 година. Ама Коце Трајановски е сега член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Не е аутсайдер, не е надвор од партијата како Коневски и како Борче Стамов. Ги изгуби изборите, катастрофално ги изгуби изборите и се уште е член после доаѓањето на Христијан Мицкоски на власт во ВМРО ДПМН. Коце Трајановски се уште е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Што направи Владо или Владимир Мисајловски? Ги доби или ги изгуби изборите 2017 година во Ѓорче Петров? Катастрофално ги изгуби изборите 2017 година во Ѓорче Петров. И сега е потпредседател на ВМРО ДПМН. Знаете, овие ги губат изборите и се надвор од партијата, а овие ги губат изборите и се раководство на партијата. Не само што се раководство на партијата. Владимир Мисајловски е втори или трет човек сега во хиерархијата на ВМРО ДПМН. Што направи Христијан Мицкоски 2017 година? Беше носител на листата на ВМРО ДПМН за градот Скопје. Катастрофално ги изгуби тие избори. Не само што изгуби градоначалникот Коце Трајановски, изгуби од Петре Шеликов, туку и Христијан Мицкоски како носител на листата на ВМРО ДПМН во градот Скопје катастрофално ги изгуби изборите 2017 година. И гледате кои се тие двојни стандарди. Овие ги изгубили изборите и не смеат да му побарат оставка на Христијан Мицкоски, не смеат политички да се изјаснуваат, не смеат да пишуваат, не смеат да се појавуваат во јавноста, бидејќи се губитници на изборите 2017 година. Овие другиве се уште покатастрофални губитници на изборите на 2017 година и се влазва во ВМРО ДПМН и не им паѓа на памет и покри два дополнителни порази кои ги доживуваат како луѓе кои водат или ја водат партијата ВМРО ДПМН да се заминат од тие позиции. Да немате дилеми, почитувани гледачи. ВМРО ДПМН, начело со Христијан Мицкоски, не може да победи на избори во Република Македонија. Повторувам, по 100 пат, ВМРО ДПМН, предводено од Христијан Мицкоски, нема шанси да победи на избори во Република Македонија. Нема ниту конгрес да прави. Ќе ја носи партијата или ќе држи партијата во агонија и со сите сили ќе ја чува Белата палата. Конгрес ќе прави Заевка победи на изборите. Конгрес ќе прави Мило Ѓукановиќ кој победи на изборите, но не може да формира влада. Но овој ни подразно не му паѓа на памет да прави конгрес, ќе менува делегати. Со бодигардови ќе ја чува Белата палата, но ни подразно нема да прави конгрес на ВМРО ДПМН. На тој начин ќе ја турка партијата во се поголема агонија.
ке ја сведи партијата како Византија пред налетот на турците, од одредена империја која се простираше на 3 континенти, на крајот Византија ќе се сведи само на зидините на Цариград. Така и овој, од партија која победуваше 10 пати поред во времето на Никола Груевски, ќе ја сведи на партија која ќе се чува само во Белата палата. За жал, односно се плашам, а тоа ни подразно него посакувам, бејќи сакам да има една силна, стабилна опозиција, која ќе стави крај на владењето на ова власт. Нова власт која го промени името и која разнебите Република Македонија. Јута се плашам дека со ваквото однесување на Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН може да влезе во некој беса сценарио. Ако се појави доволно силна структура, дали тоа ќе биде ова медија од коалиција или некоја друга структура и направи конгрес на кој би му била изгласана недоверба на Христијан Мицкоски, може да се влезе во одредено беса сценарио. Да има 2 конгреси, да има 2 партии и да мора управниот суд да одлучува кој е вистинското ВМРО ДПМН. Сите овие работи ги гледаше и ги предвидуваше Никола Груевски. Затоа изненадува зошто Никола Груевски и понатаму му дава преку маđарските медиуми поддршка на Христијан Мицкоски. Никола Груевски, имавме неколку средби со Никола Груевски на кои анализираше што може да се случи со ВМРО ДПМН после доаѓањето на Христијан Мицкоски на чело на партијата. Прво, процени дека Мицкоски ќе ги изгуби изборите. Второ, процени дека Мицкоски нема да се поднесе оставка на челната позиција на ВМРО ДПМН иако ги изгуби изборите. И како трето, ако не поднесе оставка на челната позиција или челната функција во ВМРО ДПМН, ќе дојде до поделба на партијата. Тие 3 работи ги проценуваше и ги предвидеше Никола Груевски. Не дека Никола Груевски е видови човек, туку Никола Груевски многу подобро си ја познава партијата и многу подобро го познава Христијан Мицкоски отколку што го познаваме ние, па дори самиот Христијан Мицкоски многу помалку се познава сами од себе отколку што го позна Никола Груевски. Затоа Христијан Мицкоски беше донесен на чело на ВМРО ДПМН. Јас постојано кажувам една работа, а тоа е како се шие одредено дело. Едната варијанта е доаѓа кројач, ви зима мерка и по мерка ви шие одело, тогаш тоа дело е специјално правено за вас. Значи партијата ВМРО ДПМН е одело кој е шиено по мерка на Никола Груевски. И вториот модел, шијат одело без да ве прашат, без да ви земат мерки и подоцна вас ве ставаат во тоа дело. Ви се чувствувате некомотно, неубаво во тоа дело. Во такво одело е ставен Христијан Мицкоски. Тој се чувствува некомотно, неубаво во тоа дело. Зошто? Бидејќи тоа дело не е шиено за него. Тоа дело е шиено за Никола Груевски. Ова партија и ваква партија како ВМРО ДПМН, партија типот на ВМРО ДПМН може да води човек само со исклучително силни менаџерски капацитети. Тоа е Никола Груевски. Ова партија де факто е формирана и направена да биде владеена и да биде водена од Никола Груевски. Кога ќе направите одредена политичка анализа, ВМРО ДПМН е многу покомплексна партија од СДСМ. Таму има драматични екстреми, драматични крајности. На една страна од антиваксери, на друга страна од луѓе кои се против ЕУ и НАТО, кои велат ке се распаднати ЕУ и НАТО. Таква партија, такви крајности може да обедини само Никола Груевски. Затоа велам дека само човек со исклучителни лидерски и менаџерски капацитети кој Никола Груевски може да води партија од типот на ВМРО ДПМН. Затоа повторувам, Христијан Мицкоски нема ниту политички, ниту лидерски, а најмалку психолошки капацитет да води ваква комплексна партија како што во моментот е ВМРО ДПМН. Тога зошто не поднесува оставка ако нема лидерски, политички, а ни психолошки капацитет да води партијата од типот на ВМРО ДПМН? Поради пари, почитувани гледачи. Во последните 2 или 3 години во системот под контрола на ВМРО ДПМН, не велам на партиската сметка, туку потенцирам, во системот под контрола на ВМРО ДПМН се слеани повеќе од 12 милиони евра. Тоа се огромни пари. И овој човек не поднесо оставка на лидерската позиција во ВМРО ДПМН само поради тие пари. Заре мислите дека некој ќе се врати да биде професор на машинскиот факултет за некоја плата од 40 или 50 илјади денари, кога овде во системот под контрола на ВМРО ДПМН влегле и се вртат повеќе од 12 милиони евра последните 2 или 3 години. Само во еден мал портал, значи повторувам, само во еден мал портал кој е под контрола на ВМРО ДПМН, месечно влегува 4000 евра. Тоа е годишно 48 до 50.000 евра. Можете да предпоставите, почитувани гледачи, колку пари влегуваат во големите портали или колку пари влегуваат во големите телевизии. Тоа се огромни пари. Повеќе од 12 милиони евра изминатите 2 или 3 години влегува во системот под контрола на ВМРО ДПМН. И вие очекувате дека човек кој е на чело на партија во чиј систем или во чија гравитациона структура се вртат повеќе од 12 милиони евра, дека ќе се врати на машинскиот факултет, дека нема да има специјален статус, дека нема да може да оди да
вежба, бодибилдинг кога сака, дека нема да може да оди во кафани кога сака, дека може да троши пари кога сака и колку сака и ќе се врати ќе биде обичен професор на машинскиот факултет. Нема шанси. Тоа е суштината на конфликтот во ВМРО ДПМН. Овој човек не ја напушта позицијата. ВМРО ДПМН, како и СДСМ, се едно од двете, трите најмокни акционерски друштва во Република Македонија, без разлика што не се сега власт, без разлика што имат градоначалници само во 4 или во 5 општини во Република Македонија. Тоа се двете најмокни акционерски друштва во Република Македонија. Затоа тешко се напушта позицијата и лидерската функција во СДСМ или во ВМРО ДПМН. Зошто Никола Груевски се уште стои зад Христијан Мицкоски. И на Груевски му јасно дека Мицкоски не може да победи на избори како лидер на ВМРО ДПМН. Меѓутоа не му ги секнува унгарските пари. Тоа не го прави од една единствена причина, да не му даде алиби на Христијан Мицкоски да се жали пред Јанша, пред Орбан, пред ДПП или онија сестрински демохристијански партии. Никола Груевски знае да каже дека Христијан Мицкоски е човек на кој му е свитка на едната рака. Ако му ги секне унгарските пари, ќе му бидат свиткани двете раце. Тогаш ќе има алиби да се жали дека Никола Груевски работи за Зоран Заев и прави све Христијан Мицкоски да ги изгуби изборите. Никола Груевски е многу интелигентен човек за да си дозволи да му возмежи такво политичко алиби на Христијан Мицкоски дека да се жали дека поради Никола Груевски ги губи изборите во Република Македонија. Нема помало или поголемо зло. Ја не ја прифаќам таа теорија дека СДСМ е помало или поголемо зло, односно дека ВМРО ДПМН е помало или поголемо зло. Двете зла се големи за Република Македонија. И двете партии се зла за Република Македонија. И двете партии треба да заменат во историјата. Тоа велам јас, не ја прифаќам тезата и теоријата дека едното зло е помало од другото зло. Нема малку или многу заразени или заболени од сида или од канцер, или сте заразени или не сте заразени, или ве бива или не ве бива, или работите или не работите во интерес на Република Македонија. Затоа да ги адаптираме сите тие приказни дека овие се помало зло, овие се поголемо зло. Двете партии се зло за еднината на Република Македонија. И сега за да остане на чело на ВМРО ДПМН, ќе треба да соработи со Орце Камчев. Ќе треба да бара и да добија поддршка од Орце Камчев. Таа може да биде финансиска поддршка. За да добија поддршка од Орце Камчев, треба да му биде испорачена фактура од Орце Камчев. Доаѓањето или инкорпорирањето во партиските структури на ВМРО ДПМН на господинот Александар Пандов е можеби дел на таа фактура која Јордан Орце Камчев има испорачено до Христијан Мицкоски за поддршка на неговото останување на чело на ВМРО ДПМН. Сите заборавате две работи, почитувани гледачи. Како прво, Александар Пандов беше првиот бизнис партнер на Сергеј Самсоненко, кој Сергеј Самсоненко доаѓа во Република Македонија. И уште еден факт, кој Александар Пандов сака да биде заборавен. Александар Пандов беше подпредседател на земјоделската партија на Марија Ѓорчев тамо некаде 2005-2006 година. Значи исто како Филип Петровски има излезено од ВМРО ДПМН и подоцна се има вратено во редовите на ВМРО ДПМН во мандатот на Никола Груевски. Значи тие големи ВМРО-вци кои сечат вени, кои се тетовираат, кои тетовираат тука лавчиња, како што се тетовира, не знам, одредени тенкови или JNA 95 или 72 година, и имат напуштено ВМРО ДПМН. И подоцна се имат вратено на мала врата во ВМРО ДПМН и сега глумат ВМРО ДПМН или ВМРО ДПМНовци од самото раѓање или од детската лука. Но главното што ќе се случи, главната фактура која ќе биде испорачена до Христијан Мицкоски од страна на Јордан Орце Камчев е Александар Михајловски, реформаторот Александар Михајловски, кој сега е еден од адвокатите на Јордан Орце Камчев да биде подпредседател на ВМРО ДПМН. Тоа ќе биде клучната фактура. Орце Камчев ќе сака да има контролен пакет во функционирањето или раководењето на ВМРО ДПМН. Јордан Орце Камчев не е човек кој верува на збор, сака да има контролен пакет и ако сака или ако треба да го поддржи Христијан Мицкоски, ќе му бара контролен пакет во контролирањето или раководењето со ВМРО ДПМН. И јас имам само една дилема, почитувани гледачи. Дали мериот коалицијата или Сашо Мјалков ќе пробат да направат конгрес на кој ќе му изгласат недоверба на Христијан Мицкоски или ќе се обидат да играт на картата на Јордан Орце Камчев. И Никола Груевски, Сашо Мјалков да играт на картата на Јордан Орце Камчев, бидејќи тоа се луѓе кои секојаш играт на 2 или на 3 столчиња. Дали сега ќе се обидат преку Јордан Орце Камчев да имат контрола врз Христијан Мицкоски и Христијан Мицкоски да биде зависен преку Јордан Орце Камчев и од Никола Груевски и Сашо Мјалков во процесот на владење со ВМРО ДПМН. Односно цело е кога се Никола Груевски, Сашо Мјалков и Јордан Орце Камчев се така испреплетени помеѓу себе. Нивните бизнис интереси се така испреплетени помеѓу себе. Судските прогони
така се испреплетени околу тие тројца личности кои беа начело на ВМРО-ДПМН надвор или од позадина, кои раководеа со ВМРО-ДПМН изминалите 10 или 11 години, дали политички, дали со бизнис интересите на таа партија, што е тешко да се разлачи како може да се спаси Сашо Мјалков, а да не биде пуштен из вода Јордан Орце Камчев. Затоа е многу тешко да се направи пресврт или преврат во ВМРО-ДПМН, а еден од оваа тројка да не биде пуштен из вода. И тоа можеби ќе има овозможи на Христијан Мицкоски сепак да остане начело на ВМРО-ДПМН. На Орце Камчев ќе му треба две работи, или две опции, или две алтернативи поврзани со ВМРО-ДПМН. Под број 1, ВМРО-ДПМН да е партија која може да победи на изборите, да формира влада, а тогаш Орце Камчев повторно да биде главен во Република Македонија. И под второ, ВМРО-ДПМН е да ја направи слаба политичка партија, да биде вечно втора партија и на тој начин со слаба ВМРО-ДПМН или со правењето ВМРО-ДПМН да биде слаба политичка партија, да се пазари со Зоран Заев за својата слобода. И сигурни сте, почитувани гледачи, дека Јордан Орце Камчев или таков бизнисмен и тајкун од таков формат или од таков ранг не ја финансира левица, не игра на две карти, игра само на една карта, дека нема направено комуникација и контакти со Димитар Апасиев, дека нема финансирано кампањата на левица на Димитар Апасиев. Сите кои мислат дека тие тајкуни и бизнисмени играат само на една карта и дека ја почитуваат филозофијата само еден избор се лажат, тие луѓе играат најмалку на две или на три карти. Тие луѓе никогаш не остануваат да бидат зависни само од една карта, а таа карта да е Христијан Мицкоски или ВМРО-ДПМН. И што направи Димитар Апасиев со парите што ги имаше? Не велам од Јордан Орце Камчев, не велам од некои други тајкуни или дел на македонската олигархија, само прашам што направи Димитар Апасиев со парите што ги имаше. Ги стави на сметка на Евростандард банка. Човекот кој ќе се бори против криминалот во Република Македонија, ги стави парите во банка која има највисока камата. Зошто? За да може шпекулативно да заработи. Толку за честноста и толку за борбата против криминалот во Република Македонија. И што ќе прави сега Мицкоски? Ќе прави протести против поскапувањето на струјата. Човекот ќе прави протести против поскапувањето на струјата. 4 години го утепаа за струјата, 4 години го утепаа за владењето или раководењето со Елем и за неговите хидроцентрали, и после 4 години каде што го утепаа за струјата и за хидроцентралите, тој ќе прави протести против поскапувањето на струјата. Што би рекле србите, па ова нема ни у Београду. Да произведувате струја, а да протестирате против поскапувањето на цената на струјата. Ако се сеќавате, и Никола Груевски протестираше против струјата, односно против продажбата тогаш на електростопанство, односно Ева на Македонија денес. Тогаш беше владата на Бучковски, владата на Бучковски го продаде делот на електростопанство на австриската компанија, тоа е денес Ева на Македонија. И беа тапа протестите. И тогаш, како и сега, протестите ги организира Борче Змејковски. И немаше никаква реакција на јавноста. Значи, Никола Груевски 2005-2006 година прави протести, тоа се оние глас на светлината, и има тапа протести. И Христијан Мицкоски денес прави протести против струјата и има уште потапа протести. И повторно не ми да памет дека тоа е промашена стратегија како да се дојде на власт во Република Македонија. Да беше ладата, ќе ви речев дека Христијан Мицкоски со тие протести личи на Бранко Царенковски, меѓутоа излага и протестира со скапи коли, со кабриолет Мерцедеси. Овој модел на протестирање личи на Бранко Црвенковски. Фали уште бела чао, фали уште ладата и да можеме да направиме знак на равенство или нееднаквост помеѓу Бранко Црвенковски и Христијан Мицкоски. И со таа стратегија и ќе заврши како Бранко Црвенковски на локалните избори. Ќе му се разбатни партијата, ќе почне да се јавуваат центри на мок натре во партијата и ќе му откажат послушност натре во партијата. Со овој модел на протестирање со бела чао и лади, односно Мерцедес место бела чао и лади со скапи автомобили, Христијан Мицкоски ќе заврши исто како Бранко Црвенковски. Знаете кој е гарантот дека Христијан Мицкоски ќе заврши како Бранко Црвенковски? Десната рака на Бранко Црвенковски Наташа Савова, или поранешната десна рака на Бранко Црвенковски Наташа Савова, која сега со помош на Јордан Орце Камчев е главна во креирањето на стратегијата на ВМРО-ДПМН и на парламентарните избори и во пост периодот на парламентарните избори. Односно оваа стратегија на протестирање на улица е всушност стратегија која Наташа Савова со помош на аферата Надеж е измисли за функционирање на Бранко Црвенковски на СДСМ. Што се случи? Бранко Црвенковски крахираше со таа стратегија. Шансите Христијан Мицкоски да крахира со истата таа стратегија се огромни, да не речам 100%. Сите забораваме еден податок,
дека последните две лидерски смени во двете најмокни партии во Република Македонија се направени по локални избори или по губење на локални избори. 2013 година, после губењето на локалните избори, Бранко Цренковски си заминува од челната позиција на СДСМ, 2017 година, после губењето на локалните избори, Никола Груевски си заминува од челната позиција во ВМРО ДПМН. Христијан Мицкоски има две опции. Нема да преживее до локалните избори или нема да ги преживее локалните избори. Тоа ќе зависи од проценката на СДСМ и на Зоран Заев. Дали Христијан Мицкоски понатаму има употребна вредност за нив. По локалните избори во Штип ќе се види дали Христијан Мицкоски ќе падне пред локалните избори или по локалните избори идната година. Единствената шанса или единствената надеж на Христијан Мицкоски да остане на чело на ВМРО ДПМН, а да има битна улога во одредени политички разврски во Република Македонија, да направи одредена политичка и, не да Боже, одредена безбедносна криза како резултат на одредена политичка криза. Меѓутоа, тоа да се случи ќе треба подршка или од Москва или од Белград. Проблемот на таа партија, проблемот на ВМРО ДПМН е што партијата не може да издржи уште еден настан од типот на 27 април 2017 година. Клучот ќе биде 27 април. Клучот на сите политички разврски во Република Македонија ќе биде тоа што се случи на 27 април 2017 година, но за тоа ќе правиме политичка анализа во некој од наредните недели. Мицкоски е осамен политичар, исплашен и истрошен политичар. Ќе се движи по ходниците на Белата палата и во секој со кој ќе се сретни, ќе гледа човек кој не верува во него, ќе гледа противник и ќе гледа непријател. И со сите сили ќе сака да остани во таа Бела палата, иако во таа Бела палата од ден на ден ќе се чувствува се помалку комотно. Внимавајте, почитувани гледачи, ниту еден член на раководството на ВМРО ДПМН, дали е Александар Николовски, дали е Мисаиловски, дали е некој друг од потпредседатели, дали е некој друг од старата гарда, му нема јавно дадено поддршка на Христијан Мицкоски. Ниту еден. Ниту еден јавно му нема дадено поддршка на Христијан Мицкоски после губењето на изборите на 15 јули. И знаете што е најбитно, почитувани гледачи? На крајот на денот, кога ќе си го поставите прашањето како да се спречи агонијата во ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски не е решењето. Христијан Мицкоски не може да ја реши агонијата во ВМРО ДПМН, бидејќи со своето однесување, со своето политичко делување, со својата некапацитетност, тој не само што не може да ја реши агонијата, туку тој е стимулатор и генератор на таа политичка агонија со која сега се соочува ВМРО ДПМН. Се надевам дека пријателите од ВМРО ДПМН ќе најдат сили, ќе најдат начин да ја спасат таа партија. Таа партија понатаму да остане силна партија во Република Македонија. Не дај Боже, ако партијата ВМРО ДПМН влезе во некој бесав сценарио, бидат формирани две партии и управниот суд одлучи кој е вистинското ВМРО ДПМН, тогаш нема да се постава прашањето дали Христијан Мицкоски и понатаму ќе биде лидер на ВМРО ДПМН. Туку ќе почне се поставува дилемата и прашањето дали Христијан Мицкоски ќе биде последен лидер и претседател на ВМРО ДПМН. Ако не дај Боже дојде до поделба на партијата, тогаш ќе се формираат најмалку, повторувам, најмалку две партии во историјата на ВМРО ДПМН. Посебно последните 30 години имаме мноштво на примери на ново формирани партии кои имат произлезено од ВМРО ДПМН. Едната партија, најмалку едната партија, ќе биде модерна демохристијанска партија, без разлика дали начело на таа партија ќе биде Никола Поповски, поранешниот министар за надворешни работи, Митко Јанчев или некоја трето решение. И вториот дел кој би можел да настане после распагање на таа партија би бил некоја мешавина на левица и десница. Левица на Пасиев и десница на Христијан Мицкоски. Таа нова мешавина, тој нов Бучкурус, тој нов Шприцер, ќе треба да има ново име и нов лидер. Што мислите, почитувани гледачи? Ако треба да изберите кој да биде нов лидер на таа некоја нова екстремно десна партија, како мешавина на левица и на десница, за кого ќе се одлучите? За Христијан Мицкоски или за Димитар Апасиев? И на крајот, тоа што најмногу се плашам. Не дај Боже, ова сегашна политичка агонија на ВМРО ДПМН да се претвори или да се трансформира во преговарачка агонија. Односно името ВМРО да биде дел на тој преговарачки процес помеѓу Софија и помеѓу Скопје. И да се јави Гордана Селјановска или можеби Димитар Пасиев и да побара, бидејќи името ВМРО е име кое ги обединува сите македонци, да биде испратено во историјата. Што ќе се случи ако после 100-110 години името ВМРО биде испратено во историјата и повеќе не постои ВМРО ДПМН, туку постои некоја нова партија или дел на некоја партија со некое друго име. Ова беше вечерашната анализа. Кажав работи кои не сакам да се случат. Кажав работи за кои верувам дека ќе се случат, ама длабоко искрено во себе не сакам да се случат. Бидејќи сметам дека ВМРО ДПМН и е потребна на Македонија.
и е потребна на македонската држава и е потребна на македонската јавност. Но не ваква партија. Не ваква партија водена од Христијан Мицкоски. Ова партија не може да се грижи ни за самата себе, а камоли за Република Македонија. Затоа велам, се надевам дека со мојата анализија нема да бидам воопшто во право, дека све ќе промешам. Дај Боже јас све да промешам, а партијата да биде силна, да биде вистинска ВМРО ДПМН кој ќе се грижи за еднината на Република Македонија. Здравје Боже, се гледаме со нова анализа четврток 22 часот. До тогаш пријатно вечер Македонијо, каде и да си.